Михаил Стојчевски го интересира лек за црвени стрии. И денес еве Михаил ќе позборувам за оваа тема, иако е многу потрендинг и по оптеретувачка кај девојките, сепак не значи дека ние мажите не се мачиме со стрии, дека не ни е важен изгледот. Постојат два типа, тоест повеќе типови по бои ако ги делиме, но најсреќаваните се црвени и бели стрии. Црвените стрии се само сигнал дека се работи за тазе стрии, затоа што црвената боја добиваат поради воспалението кое што кожата го добива и најчесто тие се резултат на можеби менување на кожата и твојата форма во последните можеби 3 до 6 месеци. Со тек на време тие избледнуваат, односно стануваат бели затоа што едноставно воспалението исчезнува и веќе процесот на ширење е застанат. Лек дали има? Нема, но има начини како може да не дојде до тоа и има начини како може да си помогнеш доколку доаѓа до тоа, затоа што јас зборувам за тебе како машка, но сепак жените кои што предпоставувам дека ќе се соочуваат во поголем дел од вас со бременост, тоа значи дека не можеш да избегнеш бременоста, ширењето на кожата и стриите. Треба стварно многу човек да се оптеретува со стриите за да можеби ете избегне да на стомакот не се појават. Најчести места на кои што се појавуваат се ете стомакот и колковите. Можеби, но не значи дека на други делови од телото ќе ги нема. Прва работа, причинителите, како што кажав, бременост, покачена телесна тежина, нагло ширење на мускули, односно растење на мускулната маса, пубертетот може да биде исто така причинител на стрии, затоа што многу често луѓето во пубертет нагло знаат да извишуваат, да се зголемуваат и така натаму, и исто така кортикостероиди и преголема употреба и долга употреба на кортикостероиди да прават предизвикување и појава на стрии. Начини како може да се превенира е нормално добра исхрана, затоа што зборувавме пред некој ден за кожата и нејзиното здравје и што се влие. Дефинитивно целокупна добра исхрана влие на кожата, хидрацијата влие на кожата и како витамини, витамин Д, а тоа значи изложување на сонце или ако не си изложен на сонце да користиш суплемент, витамин С е важен и цинкот, затоа што цинкот спречува и помага во воспалението на кожата, затоа што стриите и црвенилото е воспаление на кожата. Така да тие се работи за превенција, кога веќе ќе се појават и доколку сакаш да ги коригираш, не постои начин кој што ќе ветува за комплетна корекција. Најдобро е да се обратиш кај твојот дерматолог и да ти препорача, затоа што постојат знам некои третмани со ласери, иако не знам нивната ефективност. Има едни ретиноидни креми и тоа можеш да, значи оди на Google retinoid creams, англиски, пиши го и ќе ти извади опции. Тие има научни истражувања кои што покажуваат дека тие покажуваат подобрување и OTC кремите, односно тие креми кои што ние си ги користиме по дома за хидрација на кожата, нема добра научна основа дека ќе ти помогнат, но во секој случај можеш да се обидеш и за прикривање има исто некои опции кои што денеска се почесто се користат, а тоа се self-tanning кремите, односно креми кои што ќе дадат тен на твојата кожа, затоа што ако е потемна кожата, помалку ќе се приметуваат тие некои фалинки кои што ги имаме, а тоа е во случајов се стриите. Така да, Михаил, тие се моите лекови и совети кои што јас би ти ги дал и за кои што еве се обидов да пребарам малку повеќе и што за нив вели медицината и науката.